со мене имам чест во студиото да се наоѓаат тројца соговорници, затоа малку ја вртевме уште една шпицата додека се озвучиме, додека се распоредиме, ова ви се хокеарски измени од маса на маса, мало студио, куќа тесна, стога Наумов од Канал 77 и кај тебе прилично тесно во студиото, така што знаеме како е. Билјана Секуловска Ива од Нова ТВ, добро утро, и Горан Момировски кој што има најшироко студио, бидејќи во телевизија Алфа сепак условите се многу подобри и одлични за работа. За сега така. Ви благодарам што со мене Сабело во утринава ќе поразговараме за една тема кога ја договаравме, се обидов да поставам една дилема. Влегуваме во предизборна атмосфера и во предизборен период и ние новинарите сме често соочени со проблемот како да правиме интервјуа со политичари, па и не само со политичари, и со експерти и така натаму, а да не влегуваме во оние, како да кажем, пропагандистички потреби кои што ги имаат понекогаш нашите соговорници, кога се политичарите од сите бои во прашање, тие би сакале само пропаганда да кажуваат дури во емисиите. Тој предизвик гледам да речеме дека во Британија на широко се дискутира последнивните избори, бидејќи британското новинарство, освен што е врвно во светот, е едно од најконфронтативните новинарства. Таму овие британски новинарски легенди кои што се на телевизиите нивни, на BBC се разбира и така натаму, практично се едни од најагресивните, но и најдобро подготвените новинари што јас имам можност да ги слушам. Но и политичарите, да не забораваме. На исто ниво се и политичарите. И таму таа полемика која сега се разви, бидејќи тоа е едно поделено општество по прашањето на Брекзит, на црно-бели опции, на тие бинарни избори и така натаму, наметнува и одреден стил во разговорите кои што секогаш на крај завршуваат со конфронтации, со можеби незадоволства кај публиките во смисла на тоа дали ги добиваат одговорите што ги посакуваат и така натаму. Стога ти водиш една многу да кажем динамична програма, долги години си во правење интервјуи и така натаму. Го забележуваш ли овие феномени? Имаш ли проблем со твоите гости, особено кога се политичари во прашање? Да, можеби тоа малку збунувачки делува на публиката, меѓутоа мислам дека нема друг начин. Британија можеби е доста интересен и битен пример. Не случајно таму се прават тие пресеци и тие дебати сега, затоа што пред Брекзитот многу лаги пројдоа. Да го земеме Фараш и немаше после тоа, не знам дали имаше извинување. Имаше толку страво и толку плаше и мислам дека сето тоа новинарите со таа конфронтација можеби се обиделе да го разобличат, се обиделе да дадат вистинска информација на граѓанинот. А нема вистинска демократија без барем малку информиран гласач или граѓанин. Но во тоа мноштво, во тој хаос на информации, поготово во денешната дигитална ера, мислам дека се создаде еден галиматија со кој што не знаеше вистинско светло да види граѓанинот и многу лаги пројда. И други причини се во основата на таквиот резултат на Брекзит, што се повтори сега и со овие избори, можеби и системот парламентарен, политички, моделот изборен на гласање, тука игра влијание мнозинскиот. Меѓутоа, мислам дека тој конфронтирачки начин на интервјуирање треба да се задржи, таа дрскост на одредена граница, значи сепак да биде културно, треба да се задржи. Треба повеќе да се фокусираат новинарите на објаснување на реалноста, на објаснување на пораките, на објаснување на програмите и анализа на нивната остварливост и реална... Јас те разбирам, тоа се вика контекст во нашата професија. Горан, дали контекстот носи гледаност? И дали ние кога седнуваме да правиме интервјуа, исто така мора да имаме и некаков притисок кој ни доаѓа. Ќе оставим Билјана како дама за крај, бидејќи сме еманципирани и не го тераме тоа. Не ми пречи. И во новинарство, да се извинам што прекинувам, нема дами. Добро, во ред, има професионалци. Да. Дали тој притисок да содржините што ги правиме на крајот бидат и гледани? Бидејќи, гледайте, јас ако ја земам чашава и му истурам сега на стола на глава, сигурен сум дека ова на YouTube ќе отиде на 200.000 гледаност до вечер. Ако направиме паметен муабет во кој ќе ги објасниме стандардите, професионалните контексти и така натаму, ќе не одгледаат, во најдобар случај неколку десетици луѓе. Кој е тој предизвик со кој ние се справуваме како автори на тој тип на разговори? Ќе го кажам мојот пример како јас се обидувам да работам.
Пред тоа да кажам и тоа дека проблемот на македонското општество и новинарството и политиката е во неизбалансираност. Ние не сме избалансирани. Конкретно во новинарството или тоа што јас се обидувам да го направам е во ист момент да бидете аргументирани, да бидете објективни и да бидете атрактивни. И тоа е, впрочем, задача на сите нас, претпоставам дека и ти се обидуваш да го направиш. Тоа е најтешката формула. Апсолутно, меѓутоа мора да се стриеме кон таа. Затоа што и новинарите се скандал making мајстори, да речеме. Генерално, македонското новинарство се претвори во процес кој што зависи од скандали. Ако немате скандал, не постоите. Ако ние овде сега зборуваме за умни работи, за жал емисија нема да биде гледана. Затоа што публиката не е подготвена за нешто нормално. Ние се навикнавме на ненормални работи последниве 20 на 30 на години и сега веќе се што е нормално излегува дека не е нормално. Втора работа, политичарите се разбира дека дојдат во студио нема да сакаат да зборуваат за работи кои што допираат 2%, 3% од населението, сакаат да допрат до најголем дел од луѓето. И тоа последно време се чини дека многу умешно го прават сите и власт опозицијата, се обидуваат да вртат теми кои што се атрактивни само за да бидат слушнати. И што велеше екс-премиерот Бучковски во Брисел еднаш кога 2005 година, со Ива тогаш работен во еден телевизија, во А1, велеше што сакаш кажи, само да ми има во вестите во првите 10 минути. Не е важно што ќе кажеш. За жал сега се претвори тоа во правило и мораме да функционираме така да се обидеме да најдеме некаква избалансираност. Ива, во Британија пресметале дека најгледаните и како да кажем, даваните изјави во ньюс и во програмите за вести се оние кои што траат 19 секунди, таму имат за се наука, па сметат статистики и така натаму. Меѓутоа, прашањето е дали понудата создава побарувачка? Со други збори, ова што Горан го кажува, бидејќи ние имаме публика која има одредени очекувања за атрактивно и занимливо тоа што треба да го види, сака да биде и дали кога би нуделе некаков и поинаков тип на не толку конфронтативно новинарство, заправо би создале публика или може тоа е една заблуда дека можеме да смениме публиката? Прво, не мислам дека имаме конфронтативно новинарство. Добро. Мислам дека македонското новинарство е бледо, конзервативно, неинвентивно, неинтересно. Не станува збор дека ги критикувам моите колеги. Тие се образовани, информирани, шармантни. Проблемот е со експлозијата на медиумите во Македонија. Експлозијата доведе до неквалитетно новинарство. Секојдневно се продуцираат дебати низ годиниве, значи во прашање се 10 и повеќе години, така. Експлозијата на интернет новинарството, која доведе до вулгаризација, тривилизација, таблоидизација на новинарството. Секојдневно ги гледаме дебатите на традиционалните медиуми и сега еве добро, интернет медиумите се Нова и Вашава телевизија, слободна, утрински брифинг, не се премногу, но премногу има експлозија на информации на социјалните медиуми. И тоа е главниот проблем, заради тоа имаме неквалитетно новинарство. Треба ли да си признаеме дека социјалните медиуми како сите да не изместија нас професионалци, бидејќи ние сепак, ајде да кажем без разлика на крајот колку е стар, но сепак бевме навикнати на news cycle, на еден временски циклус во кој што вестите се знаеше кога следуваат во некакви прайм тајмови и така натаму. Сега се вестите 24/7. Сега паталец по тоа прашање. Стога кај него најмногу има влијание. Ќе се менуваат работите, видите. Регулативата во дигиталниот простор настапува преку социјалните мрежи, токму преку платформите. Значи првите правила таму веќе се воспоставуваат. Почнувајќи од авторски права па до вистинитост. Например, сега Facebook, нели, уште повеќе ги стега тие правила кои што треба да спречат лажни вести, кои што треба да спречат говор на омраза, кои што треба да спречат многу работи кои што се несвојствени, а и кои што не се продуктивни, несвојствени за цивилизирана држава и не се продуктивни во една таква држава и прават многу штета, например, на изборите. Јас сакам да кажам дека треба да се инсистира на тој директен контакт. Што се случува? Што направи Твитерот, што направи Фејсбукот? Земете го Трамп, комуницира преку Твитер само. И кај нас, ако се вратите претходниот период во владењето на ВМРО-ДПМН, немаше двонасочност. Ретко кога имаше двонасочност. Затоа интервјуата кои што еве за среќа во овие 3 години ги има,
Дебатите се многу битна работа. Имате ли проблем да обезбедите гости? Горан, како ви е? Знам дека ќе кажеш и мене сте ме канали и така, јас навистина еднаш-два пати сум одбил заради презафатености, но ние сите како да се соочуваме со проблемот, можда е ова и резултат на ова што Ива го говори, едноставно има премногу медиуми. Но сите како да се соочуваме со проблемот да најдеме доволно квалитетни гости. Јас за да обезбедам тројца соговорници морам да свртам 10-15 телефона. Како ви се вашите искуства? Може би е... Се замисли ти со 35 години во новинарството и некој што почнал пред 5 години, 6 години, како може да дојде квалитетен гостин. За жал не е само тоа што збориш ти, дека проблемот е политички. Тоа го почна во МРДФМН, тоа е факт. Избегнуваше дебати со тогашната опозиција и за жал сега продолжува во поинаква форма, поинакви рамки. Не. Кој продолжува? Сега продолжува власта. Добро. Не Јас имам- одбива да доаѓа кај вас власта? Да, да. Со Дел кој од власта. образложение? Еве може да дадем пример да министерот за надворешни работи Никола Димитров. За време на подпишувањето на Преспанскиот договор побарав интервју, значи зборувам за човек со кого што сум патувал во Њујорк десетина пати. Сме Да, се знае, мала земја, сите се познаваме. не сме биле другари пријатели, меѓутоа сме комуницирали Работено, интензивно. така. И од неговиот кабинет рекоа да, испратете прашања, испратив прашања, чекав 10 дена, 15 дена, 20 дена, месец дена и на крајот отидов во владена пресконференција и го прашав зошто не доаѓаш на интервју. Прашањата беа легитимни. Ми рече дека стилот на прашањата не му се допаѓал. И тоа пазите пред 20 камери. Има ли право политичарот да бира кај сака да оди на интервју? Ама Бидејќи апсолутно тоа е- нема право да бира, ниту пак смее да одбие на национална телевизија која што да е опозицијски настроена, критички настроена, што ќе изгуби Никола Димитров пример сега. И слушах со Радмила Шекеринска, премиерот Заев во неколку наврати нашите новинари на пресконференција вели ќе дојдам, сакам да дојдам, неговиот советник за медиум и за Брчанет вели ќе дојдам, сакам да, односно сака да дојде премиерот, тогашниот премиер Заев не доаѓа. Зошто страв? Што ќе изгуби? Беше Петре Шилегов пред 3 недели, мислам дека доби од гостување. Дали политичарите исто така не се во една друга ситуација ставени? Гледайте, они успеваат да си ги пробијат пораките до публиката која нив ги интересира. На крајот на криштата, знаете како мене ме одбивале, да речеме, Кирил Гиров ме одбил за да дојде на председателско интервју, на предизборно интервју. Ми вика, господин Ордановски, вие и ако дојдем ќе си ги поставите прашањата вие што си сакате, јас секако ќе си кажам тоа ја што сакам. За да на крај комплетно, кога беше со Љубиша Георгиевски, одби да дојде на интервју, двајцата се покојни, па ние поставивме интервју кој имаше празно столче за Григоров, па разговаравме со Љубиша. И тоа на тогашна, да кажем, јавна државна телевизија. Ива, имаат ли право политичарите да бираат каде одат? Може ли да рече да им се допаѓа Горан Момировски заради тоа да не одат на интервју, кажем? Приватно, може би на никој не може да му се допаѓа. Нив има обврска да одат, особено во опозицијски критички медиуми. Значи, проблемот во Македонија сметам дека не е во едуцираноста, квалификуваноста на новинарите. Проблемот е на политичарите. Имаме многу слаб пиар, но не мислам дека не се квалификувани пиар луѓето, туку едноставно политичарите одбиваат да имаат комуникација со критички новинари. Јас да сум политичар во секое време, сватете ме. Условно се разбира, но сметам дека секогаш би го имала покрај себе Петар Арсовски, например. Сметам дека е најдобриот пиар стручњак во Македонија. Добро, Има и други кои што проблемот е што не ги подготвуваат политичарите за интервју. Добро, ама тоа е валда работа и на самите политичари да се подготват за интервју. Сами не може да се подготват, заради тоа секогаш ви треба стручњак. Имаат онукави тимови, имаат, сите имаат некакви тимови кои што... Но предпоставувам дека одбиваат да бидат подготвувани. Зошто? Мислат дека лесно ќе поминат? Тоа значи едно подценување за сите нас? Мислат дека се компетентни, квалификувани, интересни, интелигентни, паметни, шармантни. Немате да мислите дека они се многу... Јас сум имал многу пати ситуација која што ги анализирале гостувањата што се им се случиле пред 4-5 години, например, кај мене на радио. За да знаат како да... За да знаат и да ме... Мислев дека тоа ќе ме прашаш после емисијата. Мислев дека ќе ме прашаш за Бранко Црвенковски, сега да не ви кажам што мислам за него. Значи, треба малку креативни, инвентивни да бидеме и ние, новинарите, да ги менуваме гардовите, да менуваме вокабуларот. А уште поинтересно е не тоа дали политичарите сакаат
или можат, они сакаат, дали смеат, дали можат да одбиваат да гостуваат некаде. Добро, сега зависи што се сметаме за медиуми, има медиуми кај што може би испод не части треба е, да се да, оди. и Тоа не е. треба да се оди, меѓутоа Затоа- уште поголем проблем е кога треба да направиш со повеќе луѓе дебата. Како да ги споиш? Кој со кого да... А, мислиш, Тоа е најголем дека проблем. видно Значи, не одбивање? доаѓаат, Ја неќам заради некам ово, со тој, некам со тој, и тоа многу често се прозаични причини. Значи, не се суштински да речеш, ајде, заради тоа што не се мириса, не се трпат, заради тоа што можеби некојаш нешто му рекол. Значи, и нашите политичари треба малку повеќе да се едуцираат, да растат. Значи, личните, приватните работи во политиката не треба да имаат врска. Дали во Македонија во суштина нема, ве прашувам сите вас, сите и за мене е прашањето, бидејќи сме дел од таа сцена, нема премногу дебатни емисии. Вие навечер сепак се во прашање 5, 6, 7 национални телевизии, на тоа ќе се додадат ТВ, интернет, радија, едно, друго, трето, праим тајмовите на сите им се во исто време. Навечер практично поборувачката за гости по сите тие дебатни емисии, ако не се лажам, Сител немаше до пред известно време, сега и Сител има некаква дебатна емисија која оди можеби не се која веќе. Детектор. Не е ли огромна поборувачката и заради тоа притисокот, а потоа и компромисите што ги правиме при одбирот на гостите не ги компрометира потоа самите разговори? Еден од проблемите е голем број на телевизии, втор проблем голем број на дебатни емисии, преголем, и трет проблем премал број на квалитетни гости кои што се подготвени јавно да зборуваат. Најголем дел од паметните умните луѓе се откажале од јавниот дискурс за тоа што мислат дека не може ништо да променат. И тоа е сериозен проблем за Македонија во ситуација кога имаме страшен одлив на мозоци, во ситуација кога луѓето се тотално разочарани. Велат зошто јас би излегол надвор, би се замерил со мојот работодавац, со мојот шеф, со не знам, со министер во министерството, имате прекрасни луѓе кои што не сакаат или не добиваат дозвола понекогаш да настапуваат. И за жал, доколку не се смени нешто во регулативата, па дури намалување на бројот на национални телевизии, мислам дека многу тешко ќе види, доколку партиите не се отворат, затоа што вие во моментов во секој од партиите имате по 5-6 луѓе кои што се проверени, што знаат да издржат удари добри или се подготвени да говорат на повеќе теми, и само тие се пуштаат, а имате во партиите и добри луѓе. Ја мислам дека треба малку и ние новинарите да бидеме самокритични. Тенки сме. Ние тоа што го правиме многу често само заради реда. Затоа што телевизиските емисии, интервјуа, дебати наликуваат на радио емисии со чаши, значи немаме продукции, немаме подлабоки анализи, немаме излегување на терен, немаме снимање на анкети, немаме спротивставени емисии на поинаков Затоа го спомена во бродот на Поставен националните си телевизии. и ти, предпоставам и сите другите, еден one man show, сам продуцент, сам се јавува, сам организира. Значи, земете ги тие емисии, например, што се поддржани, спонзорирани од донатори, од странство. Сите тие кои ќе обезбедат фонд на пари, буџети, инсистираат на најмалку 10 луѓе екипа која што ќе застане за една емисија. Сите емисии сега што се дебатни, редовни на телевизиите, ја не верувам дека повеќе од 2-3. Познато е во телевизиската продукција, ако разговараме за Скапа работа. телевизијата, дека дебатите се најевтина програма. Да. Бидејќи студијата постојат, техничкиот персонал на располагање, закачиш 3 микрофони, ова сега кога би требало еден од вас да го вклучам на линк од пред, не знам, вашиот медиум, тоа значи дека најмалку 2-3 луѓе, автомобил, одење таму, плаќање сметки и така натаму. Така што ова не сум сигурен дали е резултат само на мрзливост или е резултат и на газдите кои што настојуваат да штедат. Собствениците прво не сакаат да вложуваат во човечки капитал, тоа е моето мислење, заради тоа што сигурна сум дека многу од телевизиите и вашата и било која има одлично техничка опрема, има тоа не е спорно. Да. Тоа не го спориме. Стандардот е веќе постигнат во Македонија, има Врши пристојна работа, техничка Да, опрема. да. Но бив дел од едно истражување регионално каде што се истражува особено платите, освен нели квалитетот новинарскиот труд на новинарите, на работниците, техничкиот кадар и новинарскиот кадар е мизерно платен за разлика од главните уредници и кои секогаш се во коалиција во оска со собствениците, се разбира. Да, тие им се собствениците последната имаат партиски интереси и тоа е веќе оној vicious circle. Да ве прашам завршно тројцата, дали не е можеби едно од малите решенија, малите интервенции, да се викаат гости уредници? Например, Горан, би прифатили овдека во нашево студио да водиш разговор со, да речеме, со Заја?
контрапрашањето дали ја би прифатил на Алфа да водам интервју, да речеме, со Мицкоски, но дали може би тој тип на некакво реметење на воспоставените работи би донело некаков друг квалитет? Па зошто да не? Секоја промена која што може да донесе квалитетна дебата е прифатлива за мене лично, се разбира. И мислам дека треба да се обидеме да направиме нешто. Меѓутоа сега колку е тоа изводливо што Да, што тоа е не исто знам. така прашање. Затоа што проблемот овде не е, ми се чини, во медиумот. Проблемот е во прашањата што ќе бидат поставени. Прашањата ќе бидат поставени нели истите прашања и овде, и во Алфа, и било каде. Да, ама на тој начин би ја симнале таа стигматизација на... Гледате, јас не очекувам дека новинарите не треба да имаат свој политичко убедување. Јас не сум од тие кои што мислат дека новинариот треба да е независен од сопствените политички убедувања. Јас само очекувам Така, професионалност да се покаже. Јас зборам за прагма, за практика. Алфа има, на пример, од 100.000 скокна на 200.000 луѓе гледачи на информативните издања на вестите за 3 месеци. Меѓу тие 210.000 луѓе, колку што броиме секој ден, вие имате сигурно 40-50.000 тие свинг вотери што ги викаат, што менуваат страна. Зошто било кој од овие што ги спомна што не сака да дојдат, не дојдат и не им се обратат нему. Тие 50.000 луѓе, ако имате добра порака, имате добри аргументи, 5.000 да освоите денеска, 2.000 да освоите, вие сте во ќар. Стога? Не е тоа ништо. Мислиш дека е само страшно. механика у прашање, не би дон... На крај крајшта секоја синергија може да помогне, не може да биде на лошо, затоа што се создава движење, се создава динамика, се создава и соработка на крај крајшта. Меѓутоа, сепак јас со тој самокритичен тон, меѓу другото и гајзите тука се, може би, главните виновници заради парите, тие сакаат еден човек мултитаскинг, се да им работи, ако може и да снима, ако може и да монтира, ако може и да... Макар што тоа се модерните трендови, и продуцент да биде и се, за да не плаќа повеќе луѓе. Самокритичноста оди до таму што ќе ве упатам, на пример, која е разликата ако земете на 4 телевизии во Македонија помеѓу дневниците, помеѓу вестите, освен тоналитетот, можеби некоја посилен збор за одредена тема или за одредена личност во зависност од провиниенцијата политичка или било каква. Има ли различитост, има ли разлика во вестите? Значи, ние сме претворени Во сервис на не знам, или не на производството вести од страна на политиката. Ива, како да се одбраниме од пренесувањето на нивото на говорот на социјалните мрежи, кој ужасно падна, можеби во последниот период и се повеќе ќе паѓа заради ова, на овие наши, да кажем, легитимни медиуми. Биќе гледам дека веќе не е проблем во наслов да ставите, не само во текст, туку и во наслов да ставите зборови кои што некогаш биле неприфатливи, незамисливи да може да седат и така натаму. Треба ли да постои таа бариера? Треба ли некаква поголема официјалност отколку ова што се тркала секој ден на милион страници на интернет? Треба единствениот збор е казнивост, санкционирање. Знаете, ми се допадна целата бура која се создаде во јавноста со Мери Јордановска, со примерот на Мери Јордановска. И јас дури бев зачудена како Мери ги зачувала овие пораки и помислив дури, еве јас и било кој од моите колеги, од сега па натаму ќе ги чуваме овие пораки и ќе реагираме до соодветните институции, до МВР. Тоа е единствениот начин. Јас ви благодарам. Не беше само Мери Јордановска, беше Искра Коровешовска, но за жал огромен дел од И Искра Коровешовска. провладените медиуми него и објавија нејзиното име, што отвора друг проблем и тоа е за некоја друга прилика ќе разговарам. Селективноста во пристапот, а на Искра запознаена со Искра Коровешовска што се случи. тоа е суштината што најголем медиум него пренесува. Првиот чекор што треба, да макар номировски првиот чекор, макар што ние како новинари треба да го направиме, да престанеме во се да бараме намера, барем некои нас колеги. Се намерно не објавувале Искра или ја на пример, тоа нешто ни помислил дека за факти зборам, не беше Ама не објавено дали- за Искра. Синдикатот новинари објави дури после 24 часа. се Истите случи? Не, за медиумите исти зборам, пораки, синдикатот, исти да, може би пораки држи за Мери, синдикатот. Сите објавија за Мери, за Искра не објави никој. Каде ги добила пораките? Исто Да, и Искра. На истиот начин, истиот начин. Се покажа Истиот дека човек, се тој исто. човек е прилично пролиферантен во ширење закадни Убав збор навреди. искористи. Предпоставам Човекот не е дека со сите, не е со можам сите, да пошто кажам, читам од ова, јас денески некој ја читав Искра негдека во некој од вестниците и таа е објавена и не е само таа, гледам дека се Да, повеќе повеќе, да. луѓе. Да бидам искрен,
барем јас, добро, јас имам и многу по-екстремни искуства со бидејќи Сите имаме. поминаа години кога и бомбин под кога ни става. Да. Меѓутоа, мислам дека апсолутно сепак новинарскиот цех покажува една солидарност кога се работи за овој тип на закани по она што е основна работа, значи да се каже, да се професионално да се извести, да се па дури да се прокоментира. И мене ми е драго што гледам дека на крајот на криштата сепак солидарност е на високо ниво. И за наме реагираше и синдикатот. Така е. Се надевам дека тоа и меѓу себе ќе го споделуваме без разлика на крајот на криштата кој од кој медиум доаѓа.